Bolestите nosната шуплина денес во Штип собраа еминентни македонски и романски стручњаци на 4-тиот научен симпозиум кој се одржа во организација на Медицинскиот факултет. Би потенцирал дека проблемите кои што се поврзани со медицината и кои што го истражува спиењето се многу често и све почесто се среќаваат во нашата секојдневна пракса. Ноќната апнеа која што е поврзана со спиењето и секако бруксизамот, односно шкрипењето со заби, кој што се случува за време на спиењето. Главниот акцент на денешниот симпозиум беше ставен на естетските концепти на функционалната окузална рехабилитација. Функционалното пореметување во окузалниот, во жвакалниот апарат е многу честа појава, имајќи го предвид тоа што и кај нас во нашата република некако оралното здравје не завзема видна положба или видно ниво. Токму и поради ова, здравјето на устната шуплина е нешто на кое треба да се работи цел живот. Терапијата или очувувањето на оралното здравје е процес кој треба да трае и да започне од многу рана возраст и континуирано да се одржува. Денешниот симпозиум, меѓу другото, беше и во функција на подигање нивото на теоретски и практични знаења на студентите од катедрата за орална и максилофацијална хирургија и дентална имплантологија.